Допирот на Македонија е мотото под кое оваа година по четврти пат се одржаа деновите на македонската култура во Белград. Манифестацијата беше отворена со изложбата на македонска резба, чиј автор е тетовецот Будимир Апостолски Пишман под насловот Од традиција до уметност. Апостолски, кој има изработено повеќе од 800 уметнички дела од дрво, во Белград промовираше само дел од своето творештво, икони и фигури. Изложбата беше отворена во куќата на Ѓуро Јакшиќ на 10 а траеше до 17 мај. Копаничарството е дел од македонската култура. Можам да кажам дека копаничарството е во генот на македонецот и сметам дека треба вакви изложби да се направат во опкружувањето на Македонија, а и подалеку од другите земји во Европа, како би се презентирале како македонци кои работиме на оваа тема. Сметам дека копаничарството е еден од 5 брендови на македонците и токму старата традиција кој нашите мајстори ја работеле и учествувале во изработката, поготово во црквите и иконостасите, сметам дека тоа како една должност на овие генерации, на помладите генерации да ја продолжиме како традиција. Интересување е било велико. Интересирањето е големо. Ова беше извонредна изложба. Одамна не сме имале ваква изложба во куќата на Ѓуро Јакшиќ. Ваков извонреден занаетски уметнички дел каде сите дела се со длабока резба. Занатски уметнички дел каде су сва дела у дуборезу. Во рамките на манифестацијата гостуваше и драмското студио Тетово со изведба на представата Љубовникот во голем стил од Реј Куни, а во режија на Игор Бачовски. Актерите од драмското студио настапија на малата сцена во Народниот театар во Белград. Публиката во преполната сала имаше можност да ужива во небесната комедија за таксистот кој води двоен живот. Ваквите настани имаат за цел промоција на македонската уметност и култура и зближување помеѓу двете држави, како и зајакнување на соработката во различни области. Со своја поддршка за манифестацијата и амбасадата на Република Македонија во Србија. Амбасадата даде активна поддршка и секогаш ќе дава поддршка на вакви настани кои што ја пренесуваат уметноста пред се, културата, традицијата и целокупното наше богатство кое што од се срце верувам дека и како многу го носиме во себе. Македонската заедница која што е тука живее во соседна Србија едноставно секогаш ужива во презентацијата на македонската уметност во Србија и ги поддржува овие настани и културата всушност представува еден мост кој што ги спојува и Македонија и Србија. Културата е безвременска, бесконачна и таа секогаш гради цврсти мостови помеѓу народите и државите. А уметноста е таа која што не тера да размислуваме подлабоко, пошироко и подалеку. Организатор на манифестацијата е Сдруженијето Македониум од Белград, кој постои веќе 5 години, брои повеќе од 200 члена и постојано работи на промоција и афирмација на македонската култура. Сдруженијето на македонците во Белград минатата година прослави својот 5-ти роденден. Релативно е младо сдружение во однос на останатите сдруженија што се во Србија, кои ги има вкупно 35. Меѓутоа, со оглед дека ги анимира македонците во главниот град на Србија, кај што се наоѓа и елитата македонска, културната елита македонска, се покажа дека во изминативе години на Белград му беше потребно едно такво сдружение и навистина направи еден бум во културниот живот на Белград, а кога знаете дека Белград е еден конгломерат на разни нации, на разни култури, навистина требаше многу ентузијазам, голема енергија и голема љубов кон своите корени, кон својата татковина, за да го афирмираме и промовираме она што е наше најголемо богатство, а тоа е културата. Сдруженијето на македонците во Белград, Македонија, пред се определи за промовирање и афирмирање на македонската култура. И во тие рамки ние направивме еден проект Денови на македонската култура во Белград, допир на Македонија. Така што ова е 4-та година како го реализираме тој проект, пред се со поддршка на Министерството, како што реков, за надворешни работи на Република Македонија, на Министерството за култура на Република Србија и секако на Националниот совет на македонците во Република Србија. Имаме и доста и спонзори и донатори. Значи, за овие 4 години во Белград настапија и наши културни дејци и од Велес, Скопје, Штип,
така да оваа година се одлучивме да ни се представат нашите македонци од Тетово, да ни ја представат културата. Пред се, значи, имавме минатата сабота изложба на македонско копаничество од авторот Будимир Апостоловски, чиј промотер беше и директорот на Музеот на македонската борба, доктор Бранислав Светозаревиќ, и можам да кажам дека изложбата беше исклучително посетена, пројави огромен интерес меѓу белграѓаните и пред се меѓу македонците. Исто така се одлучивме да покажеме и каков е театарскиот живот не со големите театри, бидејќи тоа е сепак една државна соработка и размена, него каков е театарскиот живот во малите градови, каде што имаме аматерски драмски студија, и во контакт со своите роднокрајци од Тетово. Ми се допадна како работи драмското студио од Тетово. Испративме покана, одговорија позитивно на таа покана, онда направивме еден проект, конкуриравме со тој проект и ни беа одобрени средства, така што ете сега Белград, а пред се македонците во Белград ќе имаат можност да ја видат, да ги видат и театарските движења, успеси на нашите тетовчани. Љубовникот во голем стил беше изведена на македонски јазик, што не представуваше проблем за многобројната публика која задоволно ја следеше представата. Представа е била феноменална. Представата беше феноменална, посебно уживав што беше на македонски јазик. Ми беше задоволство што присуствував на оваа представа. Баш ми е било драго што сам присуствувала овој представа. Многу ми се свиѓа. Прво што чуjem нешто тетовско, а што почесто да ни доваѓате и многу ве сакаме, а заиста сите беа добри, сите, нема кој беше лош. И ја такоđe баш Воодушевена сум, одамна вака се немам насмејано, задоволна сум во секој поглед. Уживавме, да ви кажам, одама не сум присуствувал на ваква представа. И драго ми е македонците кои ќе дојдат овде да се забавуваме, значи екстра. Поздравете Македонија и сите там. Денови на македонска култура е единствена манифестација на македонската културна заедница во Србија која добива традиционално значење. Според програмата на 22 мај треба да се одржи српско-македонска книжевна вечер за одбележување на празникот на Свети Кирил и Методи.